Знаете дека денес се одбележуваме 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право. Токму по тој повод денеска во јавната локална библиотека Елинден ќе доделиме награди на учениците кои што имаа најдобри творби и поезија и проза на конкурсот насловен книгата и душа. Потоа ќе избереме и читател на годината. Годинава се одлучивме за тројца наградени како читатели на годината, затоа што сите тројца навистина ова и го заслужуваат. Од како се вели? Како иначе въпросот на учениците? Да. Ќе го прочитаме прво, второ место од ученичката Енанат Преврви. Малку ќе направиме рокада, ќе извинјаваа другите. Втора награда од проза или од поезија? Од поезија. Оди таму зас. А тука се зворте? Придаваш ли? Да снимаше. Мислех да и дадеш така. Ага, веднаш. Значи Софија. Кажи кое место е. Софија. Софија. Расева. 8-1 одделение. 7-1. 7-1 Свети Климент Охридски. А ментор да видиш. Менторо е Милка Стоилкова. Да, ти ги читаш, ти ги знаеш како ментори. Доса не е добро. Софија. Доса това што снимав не е нич добро. Оти думате меѓу себе и Ништо. таму обраќањето е добро. Добро. Книгата е мојата душа. Со моите мали прстиња ги допирам нежните листови. Отварам нови светови, мирисам нови зборови. И полека навлегувам во светот на бајките, на принцовите и принцезите, а тука живее мојата душа. Окружена со бајки и сказни, приказни ради. Живее во светот на неуништливите, на вечните и успешните. Со крилјата летам по разни светови, среќавам нови јунаци. Мојата душа, скриена во листовите од книгата, патува бесконечно, толку далеку, толку убаво. Ужива во убавината на рајот, црпи инспирација од јунаците. Книгата, тоа свето место од раскази, од разни светови, милни ликови. Мојата душа од среќа блика, мојата душа ја видела на љубавата слика. Оди далеку во бескрајот, ужива во моментот и никогаш не запира до сонви. Благодарение на сказните од книгата, каде живее мојата душа. Милка Стоилкова. Прво место поезија Андреја Златкова. 6 одделение. Ментор Гордана Анакиевска. Анакиева Мирчевска. Така ли сум? Книгата е мојата душа. Ако сакаш мудар рукар да имаш, знај, со книгата треба да се дружиш. Таа избор мудро занима, од неа различно знаење се крима. Ако сакаш душата да е болна, таа мерила на времето свето, недостоен писар за живот. Патокас кон еднината, таа е храна на душата наша. И мој другар, ако некој те праша. Книгата е мојата душа, што се избира во висините на небото, што се планира во длабочините на океаните, што ја брои радост на света, што чувствата ги мери со збор, што сетилата ги буди и искрени насмех ги нуди. Книгата насекаде царува, знаење, љубов и надеж дарува. Книгата е мојата душа, таа е златен ключ кој го отвара врата на минатото, едината и сегашност, и погледува просторот и време. И затоа, секој треба книгата да ја слуша, бидејќи книгата е нашата душа. Ментор Гордана Мирчевска, Анакиевска.
трето место Искра Георгиевска. Ванче. Трябва да го снимам. Може да се писа. Книгата е моята душа. Книгата е моята душа. Я знам и на си от глас ке разгласам. Книгата ми разкажува чуда разни, а другар ми тале чита безброй откачени сказни. На клавирот свири или пее и со книгата врака се смее. Книгата е моята душа, која секогаш ја слушам. Главата ми ја храни, како ли болни лути рани. Сакајте, деца, книгата со вас да биде, за храна ваша секогаш да биде. Ментор Елизавета Джабирска. Прво место проза или трето? Прво место. Емануела Новоселска. Ванчо Трки. Книгата е моята душа. Не се сеќавам на денот кога за прв пат зедов книга во рака, ниту на името на својата прва прочитана книга, нејзиниот мирис, како ни на моментот кога бе вовлечена во тој магичен свет. Дојдов до заклучок дека од книгата можеме да научиме многу. Книгата стана составен дел од мојот живот, се всели во мојата соба и во секоја моја мисла. Личностите во книгите се со различни особини и секоја наредна книга доживувам нешто ново, нешто непознато. Јас кога ја читав книгата Хајди, сватив дека не е се до изгледот на книгата, туку во содржината. А мислам дека е така и со луѓето. Не е се во тоа како ќе се облекуваш, туку во душата и срцето на човекот. Љубовта кон книгите и читањето од секогаш биле присутни во мојот живот. Секоја книга е свет за себе. Не учи, не прави друштво во осамените денови, не радува, не смее, не расплакува и не ги отвара вратите од својот свет. Добрата книга секогаш ќе те исцрпи до крајот, бидејќи ќе проживееш неколку животи пред да ја завршиш. Оние луѓе кои читаат книги живеат илјазници животи, пред да умрат. Собата без книга е како тело без душа, а читањето е како сонување со затворени очи. Јас кога ја читам книгата, душата ми се полни со инспирација да напишам и јас некоја книга со убава и поучна содржина. Книгата е како волшебно огледало кое ми ги отвара сите врати и ми го покажува патот кон иднината. Книгата е мало изврче од кое извираат разни и поучни зборови. Таа е долг тунел на знаења во кој се подлабоко влегуваме и се повеќе се губи љубопитство. Книгата е цвет кој постојано цвета и не вени, звезда која постојано сјае и не гасни. Тоа е огромно богатство кое не прави и личност. Книгата е сјајно жолто сонце кое грее над сите полима, како пеперутка што ги буди разните цвеќиња, како пламен што секогаш гори во нашата душа. Секогаш биле тука за мене и со мене, моите верни пријатели книгите. Ментор Маријана Стојменовска. Ментор и за второто место е Маријана Стојменовска. Ще ги различни на сега. Второ место Христијан Димитровски. Ванчо. Книгата е мојата душа. Книго моја, моја огледало кон иднината, мој најверен другар. Зошто си толку внесена во мојата душа? Зошто не можам да го погледнам мојот живот кон иднината без тебе? Со тебе си изгради во личност која сите ја сакаат и почитуваат.
Во тебе има толку многу чудни настани, но дека те читам, ти стварам како една филмска лента. Замислувам дека и јас сум таму. Одам низ разни авантури, патувам низ разни земји, мориња, океани. Ти, книго моја, ме научи што е добро, а што е зло. Ме научи каков е животот без родители, без топлата мајчинска љубов. Има разни книги, без разлика на тоа каква е корицата, каков е насловот. Сите книги имаат своји убавини. Сите книги не учат како да сакаме, да почитуваме, да другаруваме. Од книгите научив за Библијата, за мојата вера. Научив дека после секој тунел доаѓа светлина. Колку е интересно кога во книгите победуваат несрекните. Од секоја прочитана книга добивам по една поука, која многу ми значи и која ме учи на добри нешта. Книгите се мајка на знаењето. Тие се најдобриот учител. Сватив дека книгите ми го отварат прозорецот кон светот. Трето место Магдалена Ѓоргиевска. Ланчето. Книгата е мојата душа. Книга. Книга е збор од 5 букви. Навидумовични, обични, а всушност многу магични. Прават магија која вреди многу. Магија што може да се искаже со еден збор, а многу чувства. Сликане на сликане, цртеж не нацртан. Живот кој всушност сега почнува и нема брзо да заврши. Милиони мисли превратуваме низ глава. Мисли кои не се доволни да се опише, всушност тоа е книгата. Ако ја сакаш книгата, таа ќе ти возврати со исконска љубов. Љубов која е поголема и од срцето. Ќе те води низ целиот свет, до секое недопрено капче, до секое волшебно место ни на сон не сонувано. Душата е празна ако во неа нема љубов. Љубов научена од книгите. Празна ако во неа го нема тоа што најмногу е потребно. Истражување, знаење, патување и позитивна мисла. За убав живот, за убав ден. Знаете ли вие што значи да ја фатите книгата прв пат в раце сами? Книгата. Ако книгата не може без корица, тогаш и човекот не може без душа, полна со чувства. Чувства што му се вртат на човека низ главата. Чувства за кои треба да се размисли. Чувства кои ти ги сподели да разубави нечiji ден, нечiji живот, нечiji момент. Книгата на човек може да му овозможи големо задоволство. Може да му овозможи и среќа, но не може да му овозможи само едно нешто. Нешто што никој не го посакува. Злоба. Книгата е храм кој може само да се отклучи со клуч од храбар човек. Од човек кој ја сака книгата. Човек што го цени доброто. Книгата е онаа што му го мисли на човек најдоброто. Онаа на која човекот секогаш треба да биде благодарен. Ако не го знаеш својот јазик, исто како да не знаеш каде живееш. Книгата е таа со која треба да се гордееме. Таа што му ги отвара најголемите железни врати на човекот. Кога ќе ти речат богат, не си богат со бари, туку си богат со својот јазик. Богат со својата култура и почита кон различностите кои се учат со книгите. Без разлика на тоа, дали книгата е мала или голема, дали е за деца или возрастни, книгата треба да се сака. Книгата е недовршено писмо кое сега почнува. Писмо што е напишано од човек. Од човек кој знае како и сака да ги разубави лицата на милиони луѓе. Знаете ли вие каде е скриеното богатство на пиратите од цртаните? Знаете ли дека тоа се крие во стар дрвен ковчег, кој е полн со книги, полн со незаборавни спомени, полн со среќа, полн со другарства разни, книги со приказни исказни, книги за војни, книги за кои секогаш ќе мислам дека биле јаве, чуда исказни разни, од кои човек може да учи цел живот. Може да научи како да го направи секој ден да биде исполнет со среќа. Ден кој ќе се памети за секогаш. Може ли со збор да се опише реченицата? Си било еднаш. Во едно царство си живеели. Не.
Може ли да ја завршам смислата на реченицата? Принцот на бел конј. Не. Од секоја прочитана книга и недовршена реченица не можам да заспиам. Не можам да мислам на ништо друго, освен на тоа што ми го нуди најдобриот пат да продолжам понатаму. Не можам да го замислам светот без приказни кои еден ден може би ќе станат реални. Приказни што се во нашата душа. Чувства за кои не е доволно да се пишува со векот. Ментор Василка Иванов. Пред да доделиме награда за читател на годината, сакам јавно да им се заблагодарам на сите наставнички по македонски јазик и од двете основни училишта, затоа што секогаш се подготвени за соработка и затоа што секогаш ги подготвуваат учениците за сите активности кои што ги реализираме заедно. Се надевам дека и во иднина убаво ќе се работуваме како и досега. Како што веќе реков, имаме 3 награди за читател на годината. Бојана Трајковска како помлад читател. И за гимназијалци, и за деци, заслужена награда. Гордана Бајевска и Монка Арсовска како наши постери читатели. Къде идат? Продолжите да читате. Јас деца имам 73 години. Темата ваша, наградната тема сега што ви е многу убава и јас со книгата обстојувам толку време. И сакам да здрави и живи, да читате, книгата е најдобар пријател. И Гордана Бајевска. Тито Борги, заслужено. Сега кој од учениците сака да прочита пораката од УНЕСКО за денот на книгата? Кој ги се пријави да прочита? На масата има? Ајде на терена. Има ја пред тебе таму.